КТС Јанева, односно специјалниот обвинител, нема овластување ни во нормални услови, а не од притворски, или во ситуација во која што се наоѓа да ги делегира предметите на друго обвинителство. Значи, таа ги добила со закон и мора да ги работи. Во случајот има поднесена оставка и не може да се однесува од типот на после мене потоп, туку фино и убаво ќе се избере нов јавен обвинител, зашто очигледно не постои интерес. И тоа е најстрашното, што очигледно ова е крај на САЈО, значи не постои никаков интерес да Македонија да има независна, самостојна и автономна институција што ќе се бори со висока корупција. На крај морам да признам со жалење дека излезе дека САЈО е злоупотребено само да се бутне ВМРО од власт и ништо повеќе од благородните идеи. Морам тоа со жалење да го констатирам, а морам да признам дека сум доста разочаран и од јавноста, богом и од медиумите за тоа како се третира проблемот. Правно, значи морам да нагласам дека правно не постои основ да ги даде предметите, доколку тоа се случи и на тој начин се затвори САЈО, со оглед на тоа што се планира да се вратат истражителите назад, со тоа ќе се направи двојна штета, бидејќи тој концепт што инаку беше зародиш и на концептот од САЈО во практика да добие автономија обвинителството со сопствени сили, да биде контратежа на полицијата, ќе умре со САЈО, луѓето веројатно ќе се компрометираат, предметите ќе се разлечкаат и така во име на спасување на предметите што се отворени по спорниот рок од 18 месеци, веројатно ќе се загушат или ќе се обезличат и напорите за да се завршат другите предмети. Ние морам да признам сум разочаран што после 4 години уште не дознаме кој преслушкува во Македонија, што е само по себе една голема катастрофа. Значи, според членот на кој се повикуваат, експлицитно е предвидено изолиран случај за кој што постои интерес некој обвинителство да води истрага, значи за предмет на Петре Петревски, изолиран случај, со одобрение, значи по барање на некој обвинителство конкретно, во изолиран случај да се одобри да се води некој предмет за кој што специјалното нема време, интерес и слично. Разбирате, бидејќи и од напред се знаеше дека тој има лимитирани ресурси, дека не може да покрие илјадници случаи. Од тој аспект е одредбата да може некој случај да ги довери да се ги работат другите. Никаде во основот, во законот, нити духот на законот не предвидува ова обвинителство да ги предаде сите предмети. Особено не во оваква ситуација каде што практично е завршен мандатот и каде што нема политичка волја да се избере нов обвинител. Зошто и како нема интерес да продолжи обвинителството да работи, треба да ги прашате политичките партии, бидејќи тоа е нивна одговорност, а богами и правосудните структури. Затоа што постои законска обврска 3 месеци пред да истече мандатот на Катица, значи пред летните одмори, требаше да се избере нов обвинител независно од скандалот. Тоа што има некој друг закон во кој што можеби нешто друго ќе пишува, не ги ослободува луѓето кои што треба да ги спроведуваат законите, да ги спроведуваат. Они може да мислат дека ќе има не знам што, но тоа не ги ослободува до врската да го почитуваат законот. Јанево очигледно исполнува нечи желби, не верувам дека воопшто и текнало не изе ова, како што не и текнали и други работи. Очигледно таму од самиот почеток се одеше на опција да нема самостоен обвинител и затоа избра КТС Јанево и тука не е некоја тоа голема тајна, го знаете сите. Зошто не сака да дојде нов обвинител и што има таму за криење, тоа исто така допрво ќе знаеме. Зошто од моментот кога се виде дека не може да биде реизбрана КТС Јанева, ниту да се изврши трансформацијата, САЈО се закопува. И кој е тој пресврт со кој е овластен, најмалку СДСМ кој дојде со САЈО на власт, а уште помалку другите, еден орган што е донесен со консензус, по своја волја, без консултирање на стручната јавност, невладен сектор и пошироко, да го закопа.